Добар ден за сите слушатели. Јас сум Елена Чекоровска. Во моментот ме потикна Светиот Дух, го слушам Тихомир Стојановски, кој што зборува и издвоил полка насловена Работа за Царството Божје. Ја имам слушано, но сега како издвоена полка, толку многу ме допре во срцето што вистина како да го слушав гласот Божи. Милостив Господи Исусе Христе, милостив Исусе. Еве веќе 2 години сум во Твојата заедница и ме натера со ова полука да размислувам. Ти благодарам што така делува Светиот Дух, да не заголицка, да не подсети дека постоиш и што направивме ние за овој период, откако се нарекуваме христијани, откако сме во Твојата заедница, во Твоето тело, заедница духовна, која што ни дава сила, ни дава енергија, љубов бескрајна, а ние работиме ли за Царството Божие? Се запрашав и се замислив. Се враќам наназад пред 2 години и го слушам ова сведоштво и компаративно се навраќам со се што кажа Тихо. Дали работиме, како работиме, дали се храниме и кога се храниме, дали тоа има резултат во духовно дејство. Дали разбравме зошто ние сме во оваа заедница. Милостив Исусе Христе, размислив и дојдов до ова сознание, дека дојдов всушност во Твојата заедница како барател, како истоштена, како изнемоштена, болна, исцрпена и со тежини од овој свет, мил Исусе Христе, со кој што управува темнината и со мене управуваше. Но првите чекори што ги направив, милостив Господи Исусе Христе, беа да ме кренеш заедно со Тебе да исчекорам. Првите чекори да почнам да ја отворам устата, да се молам, да се покајувам, да гребам и да барам, мил Исусе Христе. И тоа беше точно молитва, само барател, верник кој бара. Како што поминуваат деновите за кратко време, мил Господи Исусе Христе, што сработи Ти во нашите заеднички денови? Се, мил Исусе. Се, мил Исусе Христе, затоа што го обнови целото мое тело, сите мои болести ги тргна за краток период. Ме накрена во личност, цврста во Тебе, мил Исусе Христе, која што не се плашеше од ништо. Личноста која бегаше од вистината, од се што беше неправедно. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, што тогаш се свестив и разбрав дека без Тебе не можеме. Многу ми е неубаво на душата, затоа што толку години сум те избегнувала. Не сум сакала да те запознам. Многу ми е жал. Толку многу направи Ти за мене. Но ние што направивме за Тебе? И сега точно се навраќам и наназад и во сегашноста. Првиот чекор што сработив за Царството небесно беше моето сведоштво дека ме накрена Ти, дека направи од мене силен човек. Направи христијанин кој не се плаши од злото. Ти ми ја даваше силата и духовното оружје за да застанам. Го сватив тоа дека без Тебе не можам и дека заеднички со Тебе можам да те прославам. Излегува безброј сведоштва. Излегував на улица со молитва што да направам за Тебе, Исусе Христе.
Што да сработам денес? Која душа од светот да се спаси? Што да направиме за Тебе, Исусе Христе, бидејќи Ти си толку милослив? Секојдневно, мили Исусе Христе, не држиш будни во молитва. Секојдневно, мили Исусе Христе, ни го градиш нашиот нов христијански карактер. Да љубиме, да се радуваме, да се молиме едни за други и за непријателот, мили Исусе Христе, што никој тоа не можев да го сватам. А сега прво за нив се молам, Исусе. Ти благодарам, Исусе Христе, што ме употребуваш за Твој работник за Царството Небесно. Бидејќи, мили Исусе Христе, Ти многу направи за сите нас во заедницата. Му благодарам и на Тихомир Стојановски, што преку гласот Твој ни пренесува поуки, не подучува, не советува. Ти благодарам, Исусе Христе, што ни го даде. Благодарам, Господи Исусе Христе, и за сите поуки што ги излева. Сватив, мил Исусе Христе, дека Твојата храна е најдобра храна. Ништо не е во цврстата храна, материјалната. Мил Господи Исусе Христе, редовно ни ја поставуваш. Ти постојано си со нас. Ти работиш за нас, мил Исусе Христе. И не научи и ние за Тебе да работиме. Не сме христијани, мил Исусе, ако не работиме за Тебе. Ако не возвратиме. Ако не спасуваме луѓе, мил Исусе Христе, кои се во големи маки, во светот кој што пропаѓа, мил Исусе Христе. Бевме и ние во тој свет, но ни покажа, мил Исусе Христе, со сите Твои поуки, со Светото Писмо кое се излева. Не храниш во вторниците, Исусе, не седнуваш на маса. Ги слушаме Твоите зборови, Исусе. Да слушаме проповедта Твоја. Слушаме што е добро, што е зло. Не подучуваш. Да разликуваме, мил Исусе Христе, зло од добрина. Да разликуваме нељубов од љубов. Ти благодарам, Исусе Христе, што и во четврток повторно наседнуваш на трпезата со богата духовна храна. Не храниш со залак по залак, мил Исусе Христе, да го изџвакаме, да го свариме, мил Исусе Христе, и вечето да остане секој стих, секој збор во срцата наши. Како поука, мил Господи Исусе Христе. А кога завршуваме со тоа, го пуштаме радиото Свети Дух. Повторно се леи 24 часовна храна на песни, на радост, на проповеди, на молитви. Ти благодарам, Господи Исусе Христе. Но тоа е работата од сотрудниците, од сите нас кои вложуваме за Царството Божјо. Затоа Ти, мил Исусе Христе, многу ни даде. Ние треба да Ти вратиме, мил Исусе Христе, да Ти вратиме исто со љубов, работа и радост во срцето. Ви благодарам на сите што ме слушавте, но во моментот сум многу радосна личност. Ако со премногу чувства ова сето го кажав, но тоа беше радост и сузова. Амин.